Сузана Стојановска, сум председател на Здруженијето Дневен центар за среќа, Здружение за лица со Даунов синдром и сродни состојби. Сум председател на Сојузот на Здруженија за интелектуална попреченост IQ+. Во моментов сум член на Совет на родители на ЦСР, на корисници. Совет на корисници, така во ствари е целиот назив, на Центарот за социјална работа. Сега почнавме да функционираме. До сега постоело во законот, меѓутоа имало некогаш некои родители, меѓутоа се откажале, не функционирал како совет. Сега се трудиме тоа да профункционира, нели? И во моментов правиме некои работи, почнавме со активности да правиме прашалници, задоволни корисници, незадоволни, што се задоволни, што би промениле во тој контекст. Така. Ајде вака да ја започнеме приказната од почеток. Мајка сте на дете со Даунов синдром, како и мајка на уште две деца кои што ви се посвоени. Не, згрижени. Згрижени, така. Деца кои што се од она што го видов многу талентирани и на кои што сте посебна горда. Сега, ќе ја започнеме приказната од веднаш од стартот на тоа каков е третманот кој што го добивате од државата како мајка на вакви златни деца, ќе кажам. Тука ќе останам без зборови или ќе направам драматуршка пауза од неколку секунди. Затоа што нема третман. Значи нема никаков третман. Она што им следува на децата законски, нели, како згрижуваат што го добивам месечно како финансии, друго немам ништо. Живеам под кирија. Социјални станови едноставно за ваквите случаи нема. Ми следува мене по повеќе основи, како самохран родител, еднородителско семејство зборувам, дете со посебни потреби, дете без родители, каде се оние станови што беа ветувани за децата без родители. Значи толку години барам и нема. Сега има најава во Бутелки, има станови, нели, тие што се во изградба, веќе треба да се готови, не знам. Меѓутоа, тие станови сите се од 35 до 40 квадрати, каде јас со 3 деца, од кои 2 посебни. Значи јас не можам да ги ставам да спијат во една спална 3 деца во тинејџери, од кои 2 посебни. А во 35 квадрати или 40 сигурно нема да има 2 спални. А не верувам дека во држава не се наоѓа барем еден стан што би можел да се додели на едно вакво семејство, каде што јас сум спремна да згрижам уште некое дете. Значи, може државата да ми искористи буквално. Јас ќе го дозволам тоа да ми искористи, да бидам згрижувач на повеќе деца, доколку ми овозможи барем тие услови, да имам, да не плаќам кирија. Поголемиот дел од буџетот мене ми оди за кирија. Се издржували со буџетот со кој што располагате да ги одгледате трите деца, да ја набавите соодветната терапија и едноставно да го преживеете месецот? Многу тешко, значи стварно многу тешко. Јас имам уште 2 деца кои се возрастни, кои си се со своји семејства и кои несебично ми помагаат и финансиски и секако, и така некако издржуваме. Меѓутоа многу тешко. Ама тоа никогаш не би помислила да се откажам од згрижувач за тие причини, затоа што се нема или не знам што, никогаш нема да се откажам да ги чувам децата. Дали државата ви ветуваше нешто, што добивте од тоа ветување, а што не добивте? Немаше ветување, значи јас не станав згрижувач затоа што некој нешто ми ветуваше. Беа скроз други причините. Прво беше затоа што јас сакав да станам згрижувач, друго за Никола да си има другарче, затоа што беше сам. Брат мој и сестра му се многу повозрастни, не ги чувствуваше како брат и сестра. И му требаше некој да има дома со кого да сподели она што сака он да сподели, а не може со мене. Што мислите дека треба да се направи во иднина? Како државата да ги стретира ваквите лица како вас? Не сте единствен пример во државата како родител згрижувач, но и не сте единствен кој што едва и преживува. Да, и како родител на дете со посебни потреби, која сум и невработена и под кирија живеам. Прво треба стамбеното прашање да се реши. Значи прво и основно, за јадење сите, фала Богу, Господ здравје ни дал, можеме да заработиме, не се жалиме. Може да нема да биде тоа трајно некое вработување, меѓутоа вака голем дел од буџетот оди за домување.
Значи стамбено да се реши прашањето на ваквите семејства, поготово па што имам уште и 2 дечиња. Вилите не сте вработена од сум една страна, вработена, од да. друга страна имате 3 деца во домот. Да. Смитате ли дека ако се вработите никате дека ќе трпи чувањето на децата затоа што од кои 2 се посебни? Апсолутно да. Апсолутно да. Јас не сум невработена ради згрижените деца, јас сум невработена ради моето дете. Јас на времето бев приватник. Значи работевме в ресторани, сето тоа не е битно. Кога ми се роди Никола, требаше да бира меѓу работата и детето. Го одбрав детето, затоа што бев сама. И морав да ја напуштам целата таа работа, да затворам фирмата и да се посветам на детето. И све што беше тоа што ми остана, што имав заштедено, сето тоа отиде. Знаеме, пред 20 години немаше државата ништо обезбедено, третмани, логопеди, дефектолози. Сега веќе малце е подруго, не велам голема е разликата, меѓутоа малце е подруго се наоѓа, нели може и бесплатно нудат издруженијата. Има многу здруженија што нудат бесплатни третмани. Во тоа време немаше. И така, јас останав без работа ради Никола, уствари. Кажете ми, Ива, конкретно во изминативе години, кога ќе се направи компарација, која власт ви направи најголема штета? Па не знам за штета, не сум размислувала за штета, меѓутоа ни добро многу. Од ниједна не сме виделе, искрено. Искрено, добро не сме виделе од ниједна власт. Затоа што, ако едната власт ветувала нешто, ништо не направила тоа, јас имам и документи, не ги имам извадено, затоа што пред 7-8 години, кога беше иницијативата 5 до 12, кога се спиеше во Жена парк, не знам дали ви текнува, јас пиев со Никола, единствен родител бев со дете што спиев тамо. Многу представници доаѓа, лидери на партии потпишаа дека ќе се остварат некои барања, ништо, тоа еден дел нема остварено. Еден дел. Еве и како згрижувач да речем, како згрижувач ние не добиваме ништо како згрижувачи. Значи нема надомес за згрижувач. Има надомес само за детето, за трошоците. Онаа ставка што е потрошувачка кошничка и нешто ако има ако оди во школа за школски прибор, за тие, меѓутоа ставка за згрижувач нема надомес. Што е поразително. Значи ние го посветуваме животот, да речеме го, дел од животот посветуваме на тие деца. Така. Имате деца таленти. Каков е третманот на државата па кон посебноста кон овие деца и кон тоа што посадуваат талент? Едниот музички, другиот спортски. Така можете да видите Никола што све има освоено во изминативе години. Немаме некоја државна награда за децата со посебни потреби, каде што би можеле, еве како Никола веќе кој има 20 години, изминативе 10 години е активен спортист, се надпреварува и надвор од државата, носи златни медали и во државата која има организирани надпревари, меѓутоа нема закон со кој, например, би можел да добие стипендија, спортска стипендија. Тоа треба да се иницира, Министерството за труд и социјална политика треба да го иницира во Агенцијата за млади и спорт, за да се отвори, да речам, да се стави во закон тоа, да се осмисли. Правници има за тоа да го направат, нели? За да лицата со посебни потреби кои ќе освојат државна награда по стандарди, нели, прописно како што треба, да си добијат спортска стипендија. Значи цел труд негов, да не речам цел живот на базен го помина, погледнете што све има освоено, он нема никаков бенефит од тоа. Ајде малку да зборуваме за иднината и зона што вие нема да бидете вечно, но децата треба да останат кај никој за да ги чува. Да, страшно е тоа, и со многу родители разговараме, веќе ние ноќна мора. Значи, што после нас? Она што го работиме, ни еден дефектолог, ни еден логопед не може да го сработи. Они идеи што ги имаме, што сме ги кажувале, сите останале глуви. Значи, без разлика и која власт било до сега, тие регионални центри што ги зборувавме, родителите да потпишат наследството да остане на државата за да се згрижи детето, ништо од тоа не се направи, значи. Еве јас сега пак поаѓам со една идеја. Не го како да кажам,
не ни понуда решение, еден вид Предлог. решение, предлог, за да се направи нешто такво, за да има децата каде да одат, после смртта на родителите. Меѓутоа, не да бидат згрижени во групен дом и цел ден да седат меѓу 4 зида, да бидат некаде надвор. Еве, јас лично имам земјиште на располагање во Скопска Црна Гора. Јас се го дадам, ми треба мене тука помош, не треба многу. Треба 100.000 евра да се стават 2-3 хоти ход куќички. Каде што децата и ќе работат тамо, не само ќе некој не се тие кукли па ќе ги чуваме дома. Треба и понатака да живеат, ако родителот отишол, тоа дете треба да живее. Ќе бидат во природа, ќе си работат и бавчичка, ќе си чуваат кокошки, кој што може, некој во кујна ќе работи, ќе се направи едно мини село. За да тамо децата после смртта на родителите или смртта на еден родител па другиот не може, немоќен да се грижи за него, ќе има место и за тој родител да биде присутен тука, меѓутоа друг да се грижи за детето. Затоа што тој не ќе може ни сам за себе да се грижи. Така. Влегуваме во политичка кампања, каде што нели е трката за председател на државата, но и трката за, ајде да речеме, актуелната власт. Што ќе препорачате? Што ќе препорачам? Се носат закони ад хок, секој кој како што ќе му текне. Во секој закон, социјална заштита, поготово деца со посебни потреби, да не сме да се донесе без присуство на родители. Се избриша Даунов синдром од законот. Настанаа 300 проблеми. Јас и до дискриминација, ете го писмото вратено од Комисија за дискриминација, дека се дискриминирани, затоа што се тргнати од законот, како Даунов синдром. Зошто? Сегде во светот постои Даунов синдром. Како се не е Даунов синдром, е со попреченост. Зошто категоријата да се тргне? Затоа што како со Даунов синдром по дефолт треба да си добива некои бенефити што му следат од државата. Вака дополнително родителите се излагаат и на трошоци на малтретирање да се докажуваат. Кога веќе е трајна диагноза, да ги упростиме работите, да не ги усложнуваме. Секоја категоризација, не категоризација, туѓа нега, комисија секоја година. Зошто бе луѓе? Па гледате, церебрална е, Даунов е, нема промена. Зошто секоја година да мора родителите да се малтретираат, да ги носат, да упростат работите? И едно најгорливо прашање, што 15 години се влече, јас сум граѓански активист 20 години, и секојаш тоа прашање е на прво место. Границата 26. Која граница? На 26 нема да има Даунов? Или ќе биде подобра здравствената состојба? Не бе. 26 уште излегуваат на површина други поголеми здравствени проблеми. Која небулоза е ова? На 26 години се укинува посебниот додаток, се дава туѓа нега. Зошто? Туѓа нега е за туѓото лице што ќе дојде да го негува, не е за него. Додатокот, посебниот додаток на 26 години да го поминува во додаток на попреченост и да се го има до крајот на животот. А оној што има потреба од туѓа нега, дај му туѓа нега. Дополнително, туѓа нега земаат и лица со мозочен удар и собраќајки и не знам што, и ред други болести. Што им треба туѓа нега, си земаат луѓето. Меѓутоа на него не му треба туѓа нега, му треба тој додаток за попреченост. Така. А ако се оцени понатака дека има потреба од туѓа нега, да, нека си земе и туѓа нега. Значи јас не можам да ги сврстам сите посебни во еден кош, затоа што Никола и подвижен, и трча, и оди и све, церебрална не можат. Нифим треба туѓа нега. Он не мора да ја зема туѓата нега, нека ја зема тој што треба да ја земе. Меѓутоа додатокот, таа граница еднаш да секогаш да се тргне. Секогаш е финансиски како бе не може финансиски, однесовте цела држава бе, за све има финанси, за тоа ли нема, доста не мафтате. Доста не мафтате со тие финансии. Немало финансии за децата со посебни потреби, да се продолжи додатокот. Како нема? Како нема кога слушаме милионски суми секој ден? Сите сме сведоци. Значи една држава ако не се грижи за најранливите, што понатака? Имам цел реферат како е дискриминиран во училиште. Ете го Комисија за дискриминација. Ќе дам сликајте ако сакате, читајте го. Многу има пишувано. По неколку основи.
Значи не по еден основ, по неколку основи е дискриминирано. Средно училиште, дете со посебни потреби, законот 3 години стои во фиока. 3 години, не знам колку дописи, не знам колку излегување на телевизии, не знам колку јавувања. Уште ништо нема од законот за средно образование. Што требаше? Заврши 8-летка, требаше го остан на стендбај. Сега чекај да го донесат законот за да имаш асистент, па после ќе одиш во средно. Еве го завршува средно 4-та година, уште законот не е донесен. Една препорака за тоа, имате деца со посебни потреби и третманот на државата е сосема поинаков. Едно што е актуелно, особено кај родителите на децата со посебни потреби е тоа инклузивно образование кое што малку го начнавте. Така. Вреди ли деца со посебни потреби да бидат вклучени во системот на инклузивно Не образование? по секоја цена. Значи самите родители го кажуваат тоа, не по секоја цена. А не можете вие дете што не може да трпи звуци, што е раздразливо, што е повеќе штета му правите кога ќе го ставите во редовно образование, отколку што му правите корист. Не знаете вие во неговата глава што се случува од сета таа галама, не можеш да ги замолчиш 30 дечиња. И на негова штета и на штета на сите други. Значи треба да се направи комисија, нема КФ. Комисија за проценка, нека бидат вклучени и тука родители. Нека се прашаат родителите дали сакаат нивното дете да биде вклучено во редовно образование. Не по секоја цена. Сите родители тоа го кажале. Мислам, не е само моје искуство тоа. Јас имам контакт со многу родители, не по секоја цена и го направија инклузија, меѓутоа како инклузија? Само ги ставивме деца во образование. Каде е стручниот кадар? Ти не можеш во инклузија еден асистент да ставиш на 3 деца. На кој е попро? На второ, на трето или на четврто одделение ќе оди? Не му треба 45 минути, му треба на сите часови асистент. Така. Или направете го како што треба, или не го правете. Ги ставија децата во образование, а сега ќе правиме инклузивни тимови во училиштата. Нонсенс, мислам, све наопачки. Многу наопачки и многу на штета и на родителите и на децата. Ќе ве посети министерот, но која е вашата порака? И до него, и до власта која што ќе биде нова, која што ќе дојде? Погледнете го народот. Симнете се од облаците. Тоа е пораката. Се на 24/7 сме нели активни. Да, постојано. Да, едно од поактивните здруженија во државава, да. Знам, дека се борите постојано дека пробуваш да наистина донесеш некој Да. реално да се подобрат и условите, свесен сум. Да, и условите, и работиме со децата, директно со корисниците, работиме постојано. Колку што имаме услови, колку што ни дозволува државата, нели, пошто немаме своји простори, државата толку ни дозволува. Тоа со просториите е голем проблем. Не, имаме ние меморандум со ЦСР, Добро со Скопско, да? да, и ги користиме во 2 пати неделно просториите на дневниот центар за Даунов синдром, ке Соборна. Ке Соборна, Да. Што беше за градинката на време го правевме, што беше, па потоа на Даунов му дадовме. Да. На 2:6. Да. Поголемките си одат во школите, се донесе за основно образование, си одат во Како основно. инклузија збориме. Инклузија, да. збориме, да. Останаа тие што завршиле средно. Нема каде да одат, нема што да Сега прават. ги инклузираме брзо зборимо процесот што имаат Да. наоти мислење, Да. добиено од страна на комисијата, се тоа е проблем мај тоа. МКФ е прича за себе, За себе тоа приказно тоа да не го. Јас, Тоа ќе Никола- отвори, ја го отворив по тема и тоа. сега Никола да се- учи знаковен, пошто нели проблем има со говорот, кога беше во МКФ, ми река, вика, дете во мафта со рацете. Како мафта? Викам, имате вие толкувач овде на знаковен? Не. Па какво МКФ сте? Што ќе проценувате? Мене ќе ме проценувате? Ако немате едно основно, толкувач на знаковен Да, јазик. Прво нешто што треба Да, има, прво нешто што треба да го или имате. другото, да, за Го комуникација. направија некомуникативен мафтал со рацете. Чекај бе, тој ти дете со Даунов синдром научило знаковен јазик бе, шо ви е на вас? Така е стигнало. Да, напред- мафта со напредок, рацете. каков напредок Да. има. Значи први воведовме ние знаковен јазик, освен за глувонемите, за децата со други попречености што имаат проблем со говорот. Трета со знаковниот Ова јазик. Да. Ќе го видам за следната програма Здраве Боже, ако се окей, Да, како што треба.
да го видиме, да го метнеме, да биде како поддршка. Да, Се како зборам, поддршка, програмска да, поддршка да биде. би требало, да не би биде требало, да. вака адхок, па проект, па имало, па немало, Да. туку континуирана поддршка се направи. ова женава се сака да волонтира, доаѓа, меѓутоа да е некој друг, нема да сака и ќе треба да се прекине. Колку се регистарот нема многу толкувачи, Нема многу. 26 или така Нема. 30 Сега, да. сега излегоа нови, Да, една генерација, да. меѓутоа тие се со сертификати од мама и тате. Овие се Да. Таму ќе треба ќе го стандардизираме здраве. Новите се од мама и тате сертификатите. Знаковниот јазик во состојба 2000 кога завршам нели со дел социјална нели што работев 2015 таму негде нели с крајот 2015 како што сум гостил зборам стандардизацијата не мрднале ни чекор. Што не е мрднато? Колку 5 таму и 3 нека не до година, 8 полни години не помрднале ништо, нема стандардизација уште на знаковен јазик, а веќе се прифатени наши знаци во меѓународниот. Да. Неколку нели се прифатени. Има. И викам ништо сега, викам стандардизација. Мора да има. Мора да има стандардизација. И зашто? Ова ти е првото прво, не е првото. Не, регистарот е првото, ама добро, Не е прво. регистарот и ние нешто друго правиме околу регистарот како Ама треба да има совет на национален. корисници на Гле, ЦСР. ама национален мора да има, гле, совет на корисници на ЦСР е само тоа што ќе дојде да се прие. А не и оно што тише во здравство. Зборам првично, Да, ова е да. само оно што се пријавил во центар за социјално да побара одредено право. Така, Да дојде да. кај нас. Здравство е еден друг Мора систем. регистар, мора регистар. МКФ, Здравството е скроз друг мора- систем. Мора да се врземе, она имаше една интер Линкот меѓу оперативност, институциите мора да го има. Линкот меѓу институциите мора да го има. Мора да го има, значи, Мора вака да го нема- има. Вака нема, вака само вие ако направите регистар. Ништо не се прави. Да црпиме од кај Да. вас, ама гледа не може да градиш политики без регистар. Не може. Значи, ние не Не, знаеме дали имаме потреба од дневен центар, Така. немаме потреба од дневен центар. Кои се потребите? Асистенти, значи ние не и знаеме околу како. кој родител со таква попречено дете што има што Тоа работи. со скато на работно време го гледав нефункционално во моментот, таа се зголеми додатокот, претпоставувам разликата помеѓу плативе е Да, многу да, голема, да. многу Голема е тоест многу малку разликата. извини добива за Да. сметка на колку отсуствува. Така да тука како мерка ќе се здравје во иднина да се порано да зима тука па да може да користат, или да направиме ова со асистенција, не е лошо можеби. Да се надомести да има скратено работно време, можеби со плюс да може да биде личен асистент. Зборувам за оние потешките што се, да. Се разбирам. За потешките. Еве со што се соочуваме. Јас во дневниот центар одиме од 5 до 8. Имам картичка од градски паркинг, од ПОЦ немам. Еве, видете во колку сати, колку казни платив пред 3 дена. Све се после 17. Не до градоначалник, не до ПОЦ, до не знам каде. Налепница имам на колата. И дополнително плаќам казна за паркинг. И ставено на ливче дека сме од дневниот центар. Во Србија сега добија картички за европски паркинг. Овие се кај нас се ослободени у градски паркинг, ги ослободивме така вече. Градски, јас сум ослободена. Да, ослободени Ова е се. ПОЦ. Да. Да, за има така. Имам за градски картичка. ПОЦ не ми дава, не знам зашто. 5-6. Некојаш носам по 4, по 5 деца со посебни потреби со мене. Јас тебе знам. Еве, ова е за 2 месеци. Да, не знам со ПОЦ како е уредено за градски паркинг, знам дека ја тоа што сум И тоа, јас им викам, бе ограничете ме од време, 16 часот до 20. Да, тоа сакам времено да биде само. Толку? Да. Тие 3-4 сати ми требаат мене. Таа кола да биде регистрирана, знаеш кога? Да, кога децава имаат третмани. Ништо, ова вака едно писмо до началникот, ќе му испратиш со казниве и барање за давање некое време. Да. 3-4 сати, 2 пати неделно е. Со време режим, копија од овие, каже платени се, све, меѓутоа време режим од толку до толку часот треба да се користат услугите. Треба да им се дава на... Што одиме таму. Едно Треба ќе- некако да се уреди тоа, барем. Со одлука може на совет брзо да го уреди. Не знам каква е динамиката овие 7 години. Значи за претходно знам дека имаше Никаква. регистар. Значи тоа не знам како е динамиката во смисла не се града. Знам сигурно како се празнат или кој ги пополнува. Са немам преглед жале да кажам нешто што не е така. Јас знам дека у времето А за потполнување ќе се најдат да ги потполнат, тоа нема До проблем. 2015 имаше регистар, мислам буквално и се знаеше кој стан е испразнет, кој се дава, кој влегува, тогаш беа деца без родители или како приоритет ги дадовме, па тие влегува. Па еве го без родители, нема стан.
Тогаш ние до 2015 не дававме на сите. До 2014, кога Знам. 2014 последен пат Диме беше министар. Нели има приоритетни точки таму и деца Да. без родители, Беа- еве го без беа родители, нема стан. Што не Значи, било укина- згрижено нели во Укина тоа, укина работни места. Све, Тоа многу. укина за деца без. многу работи. Ајде вие сега програмата ако веќе не ви е направена, ставете ги барем овие 2-3 точки. Бришење на границата 26, Добро. таа точка да се стави. Не гледајте и не кажувате дека нема финансии, кога ќе кажете нема Не, финансии, како на родителите у очи да им Не, фаќате. за да после има доста у програмата. Значи, да се избрише границата и додатокот, посебниот додаток да преоѓа во преминува додаток во за попреченост. Дел што нема да влезат затоа што се законски измени, може да влезат у програма, ќе се промовираат повеќе можеби дел од активностите кои што се вака генерално за зголемување на едно место или слично. Законските дел од И ова е законските големување исто. дел од законските измени што треба да се направат, може не да бидат содржани у програмата. Значи зборам како поглавие. Така. Што ќе биде помала, мислам, ќе биде поконцизна, попрецизна, нема да биде кој ние знаеш старите. И вратете го старите- давно во законот. Да, оно да, тоа што се слагам, тоа се слагам. Да. Се слагам. Еве. Кој беше за имам поише од дискриминација. Да, како? Еве ова е за Даунов. Значи овдека индиректно не се утврдува дискриминација демек. За Даунов, нели за тоа што се избришани од законот, тоа по насоки од министерката е пишувано, а ова е лично за него. Овде вика се утврдува директна продолжена интерсекцијска дискриминација. За да продолжи у спортов, нели? Збореме, цел Така да, живот тоа плива, го има- нема тоа го има никаков и- бенефит. Така имаше и одлука на помина и одлука на вода, не е спроведена, мислам се случи таа техничка вода, тогаш се заврши цела ситуација, што се заврши независно, политички, ама не ја продолжи, имаше одлука на вода. Донесено сигурно Така. јасно ја прави. Зборуваме Јас за сум да пишал, ти, да. Значи конкретно за деца и лица со нели посебни Зборуваме за адаптивно пливање, Да, за значи, државен ги надпревар. ставиме сите, ние сега ги ставиме натре, значи зборам секој што освоил, сега ги ставиме натре како категории, комплетно сите спортови ги набедовме од агенција за млади ги земавме, значи буквално пинг-понг, пливање, значи сите се стајани и дури суми имаше сад не ми текна, не ме земе за збор колку беа сад, не ги памтам, сум ги пишал, имаме материјал сигурно негде, значи тој ќе го обновиме повторно. Да знаеш, значи тоа нека не иде преку агенција за млади спорт, што е многу поспоро ќе иде и многу комплицирано, тоа агенција може да премине веќе и да биде министерство утре. Затоа викам, ние ќе- може да Нека иницирате. си дека нива кој министерство ќе го иницираме како Да, министерство, така. нека си ги доделува Да. независно. И уште Така тоа го имам, сум го направил додека не трнаве. Така. Иначе ќе се спровел. и уште нешто во сојузите. Добро, овие фамозните, добро. Фамозните сојузи, знаете колку пари земаат? Па голем процент од овие 80 милиони. Што работат, што направиле? Ви кажам страната на моето здружение, отворете ја. Сите заедно, ако работат колку ние што работиме како здружение зборувам. Знам, па не се здруженија што се. Не, не. Се зборам како Да, формално да, здружение ма, на сите граница. заедно, сите заедно. И ја имам сојуз. Зашо мене не ми дадат? Беф, јас ги видов. Зашо не може друг сојуз да се приклучи? Зашо мора да биде еден? Да е постојано, да не може други да влегуваат, не знам. Како ги делат парите? Што прават? Не, ова е од колачот си делат меѓу себе некој нешто. Затоа сакам да ги одвоиме. Нека биде со проекти. Сите тие пари нека си аплицираат здруженијата. И они со проекти го аплицираат со годишна програма или аплицираат со Не со годишна, зборувам со проект. Те разбирам. Ќе направиме И ја имам погрешно годишна и програма. да не може, да збораме да не може бидејќи се таму они по нели од која таму 90 која Од Дедо Ное. од не знам која одлука таму на влада, они се постојано и процентот дури сега го промениле, гледам дека да се бунеа нели со 0,3, 0,1. Ајде, тоа Се се буне. милионски суми. Што ги добива така? Што ги добиваат? плаќаат Јас со им 500-600 илјади годишно 30 деца обслужувам и тоа активности и у Турција да одиме на фестивали. Судики се обновиме нашата програма што ни е за распишување на баш програмската. Баш онаа со проекти. Така, сега ќе ви кажам Проектната- нешто што никој во Македонија го нема до сега направено. Ние сме го направиле. За 3 години, еве ги тука се, имаме
35 златни медали за млади иноватори во светот. Зборувам во светот. Минатата година ја добивме и 13 ноемвриска награда на град Скопје. Да, знам текст. Да, работиме на животна средина, билките. Кај нас е штама, ни во светот не знаат, кај нас не знаат. Значи, знаете што значи 35 златни медали? Не може да се да дојде до израз, претпоставам, недејански дрво ќе Немаме со што да работиме, немаме ресурси. Немаме една просторија каде што ќе ги ставиме сите тие работи. Ќе ти биде канцеларија за Не канцеларија, работилница за билките, не можам ја да ги оставам во дневниот центар кај што сите влегуваат, излегуваат. Од кај знам кој што ќе стави унатре. Не, јасно. Тоа треба да се биде посебно Кажи заштитено. ми, твоето здружение дали уште си постои, си од тераш, си го водиш така? Дневен центар до за среќа моето здружение. Да, што си функционира, зборам ти активно. Да. Добро, да, тоа да. значи си работи, си функционира. Ма како не, постојано се Добро. на 21 имаме град Скопје организира настан, одбележуваме ден на дан во МКЦ. Може дека, да, без ветување, се ова идеја што ми доаѓа века на прва, значи не сум го размислувал, не знам дали имаш канцеларија, немаш. Океј, треба може Да. превемо дојдеме искрено да разговараме, соочиме со проблемот, не да Така да спремен најдеме јас, некој решение. спремен Да дам лесно ми е, нели? Да. Со приказна. Да видиме со општините, да разговарам меѓу време, да видиме кај имаат канцеларии кои што се На Стефче нема шанси, одев Не, некој пати кај него. Кога треба ќе се преместиш или нагоре или Да, надоле да. по Кај градот. Стефче нема шанси. Значи газива кисела вода, да видиме да разговараме со нив дали имаат некои канцеларии. Барем така, што викаш ти? Да, мене ми треба само нешто? за тој дел билките што го тераме, што имаме стварно светски успеси. Да видиме ако се договориме со некој од нив, ако излезе некој пресад да има таква канцеларија која што не им е потребно во моментов и не ја користат, да ни ја Да. дојдат тебе Ете да ни биде за заеднички, тоа. не знам со нив после формата ќе договориме. Така. Сега во време на избори не знам дали сме да додолуваат, само треба да прашаме. Ќе почекаме сега. Уште 50 Кај дена толку се. сме чекале, ќе За почекаме, 50 не е за 50 проблем. дена Не е проблем. Ама ако договорам, ќе се јавам и ќе ти кажам како Така. идеш, што идеш, со кого да разговараш за да Да, и уште една работа многу битна што би решило многу проблеми. Имам јас земјиште Скопска Црна Гора. Добро. Големо земјиште. Да се најде дали донација, пошто не можам да аплицирам таму затоа што не можам да се лиценцирам зашто немам канцеларија. Не можам да се лиценцирам како давател на услуги зашто немам седиште, немам канцеларија. Што си по вакација? Што можеш да- Гимназија имам А, гимназија, завршена, да. Немаш оние до квалификација некој имаш земено? И имам Све, добро. Све живо. Добро. Ама не можам да го лиценцирам здруженијево кај вас, зашто немам, нели треба да имам мои простории. Да. Не можам да ги користам на дневниот центар, зашто не се мои, нели тоа ми е со меморандум. И не можам да земам лиценца за здруженијето, за да можам да аплицирам. Влезена сум јас и во Еразмус како лит организација. Добро. Не само quality label, него и лит организација. Добро, ама ако имаш со меморандум некој простор така, кој што ќе ти биде на стапено користење, Имам. тогаш ќе можеш да аплицираш. Меморандум имам со ЦСР за просториите во дневниот центар. Или не ти врши работа. Не знам се тако, мислам, не знам кои се во комисијата тамо, не сум ни отишла до таму, зашто немам Ќе видиме, простор. да, ќе видиме како е. Дали би како можело е со тој меморандум да да пројде лиценцирањето, затоа што јас би можела Ќе со прашам за ова. со тој простор што го имам тамо Ти што да телефон моц. да аплицирам нешто еве со ваша помош од донатори. Доволно е 3-4 куќички ход да се направи едно село каде што ќе работат децата. Ќе работат во природа, ќе работат она што можат да го работат. Кој е СОС само таму? Како е СОС, сакам да кажам, Да. разгрижувачки? Да, така нешто. Едно прашање. Ме слушаш? Кажи ми да провериш за лиценцирање на Сдружение за давање на услуги. Дали седиштето може да биде отстапено со меморандум за соработка како услов, дали поминува? Да, ајде провери во моментот па ќе ми кажеш. Ајде. Ќе кажеш бесине? Да. Да ми кажеш. Ајде кажи. Кажи ми ти. Што? Што е? Микрофончето, добро. Да завршам, ќе ти ставам јас микрофонот. Ја ќе дам. Овој ќе ти го дадам. Ма не, сега не, да толку, се знае. Би можеле Ќе да го направиме провериме нешто, сега, некое трајно решение за оние што остануваат без родители.
да збориш со тоа е најголемиот проблем. Знам. Тоа е најголем проблем и како држава ќе се соочиме со таква ситуација не само кај зборам и Многу скоро и тоа ќе биде експлозија. И ќе се соочиме со старија луѓе, мислам Да. тоа паралелно некако ни да тие два система и навистина и програмата предвидувам некои мерки да видам едно што може. решение. Да, ова е едно решение со тоа што нашиот да стапиш во контакт со Харолд од Австрија си имаш комуникација? Не сум имала до сега. Тоа аташе за социјал во Македонија, австриско аташе. Австриското? Да, 15 на години помага пилот проекти и слично и еден од проектите кои што сега го финансира е Housing First. Тоа е за мислам дека тето го пилот прават на две куќерки, на две стамбени единици, сами, зборам за сами да живеат дечиња лица со Да. попречност. Ама окей, ја не идам како стамбена единица, сакам они да Со одлука на СОВЕ да го додели со користење. Аха, те сваќам, да. За закуп, добро, окей. Да, не утре све, да. Значи не прави. Едната е опција со општината, ама да премине на совет, Да, да го даде не како прави. на отстапување, значи поминува. Значи, Ова е не ваше. мора да биде не мора меморандум, може да биде зборам отстапено тука едниот центар, затоа не може да го стапиме. Не може, Има знам, да. Бидејќи ние после Древен изгубиме, центар ние е. ќе загубиме еденоста. Па еве со ова, ако некој од општините доде, тоаш веќе со може одлука на да. совет ќе ти го додели на користење и располагање и со тоа ќе може да Така прицелиш. може. Или со приватен договор за закуп. Нотарски мислам. Јас имам за станов. Како за станов. Јас имам за станов, ама Не поминува само Нема- каде ќе гледат, не може Да, 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 за да, живење. за живење, да, да. Не за да, не е канцеларија. не канцеларија, да. За да Уствари за лиценцирање треба да има канцеларија, треба да биде. Да, да. Не треба да Тоа ќе биде за видиме живење. Ќе разговарам со некои началници да видиме што имат можност. Али оба со Скопска Црна Гора е многу би било многу добро решение. Слушни го Карол ќе најдеш на Да. австриско тако ќе најдеш, јас немам број од него во тие визитки ми остава кон. Али пак ќе го најдам. Ќе најдеш, значи Харолд Грубер, Хубер, нешто така, мој Ќе го презим најдам. не знам. Ама тоа е Али битно што е носи- лиценцирањето што е носи- клучната алка. Носи проект тука, така да добро е проектот да биде да не биде на друго место, ако може да се премести да биде плюс таму со земјиште му се понуди дека имаме веќе на располагање. Да, па тоа е тоа, тоа Да е. го случиме натака да биде проектот. Да. Тоа е добро. Јас кога разговарам прва прилика со него, кога ќе се видиме, зашто јас оставив едно таа официјално нели пред 3 недели до крај на мандатот, мислам ова е технички барем. Ако уште еднаш кога се видам ќе ме потенцира. Да. Со тоа што децата нема да бидат во стамбени единици затворени. Не. Ќе тоа функционираат, ќе Не, работат. Треба да самостојно да може да живеат, да И функционираат тоа, на дневна ти- основа. Мислам да. сега нели да може да живее сам, да гледа, да чита книга, да Така да, телевизор, да. све, а другото нормално. се, Оние подршка, што можат пофункционалните да одат на работа негде, да, меѓутоа другиве пак да работат нешто, она што го можат, да излезе да скубе треба, пример. Така да се. Нешто да прави, да не биде затворено дома, пак да функционираат По некако. програма, таму ќе се направат дневни активности, Да. мислам, како што треба. Едно од Нема подобрите окупација. решенија надвор од градот е вакво нешто како Истегдек, што е решено. Така. Мора така, не можеш во град да ги чуваш затворени. Слушај, нема во горад ќе бидат два кај стан. Толку? Ти куќа кај имаш. Толку, Кој нема. Се населбите со куќи што се зборам низ Нема. Скопје, Само надвор од градот тие решенија. Сад ти го дадам. да Ево. ми кажеш. На Кико? Него се кажеш, на кого се кажеш, кажеш? Кико? Кико тоа е средина? Тоа е батко Кико? Добро. Ако на него да му кажеш и на мене ќе ми кажеш. Ја генерално ги знам да сам дел работа. Да, ама знам, ова е со години. Ова ќе ми дадеш на мене. Чисто како подсетник не. Ова е со години се тие Ја барања. више ги па ги Е. знам, затоа и дел сум Колку ги. години ниедно не е Сум решено. се залајал со. Ниедно Јас прашање сум не е стигнал. решено, а колку Добро, па ја кратко бе се. регистар, устата, пењани, фати, толку ли е тешко да се направи Почна да го тој преме, регистар? че сега ти кажам и за тоа и више кога почнавме да го преме, оти текнови интероперабилност и како се викаше нешто започнавме ти познато ти е како назив. Почнавме да го правиме заедно со тогаш нели комисиите беа при ПИОМ, оние нели за нели што ги класифицира нели што дава наути мислење тие старите. Така. Комисии они
здравство, ние, мислам, на нас МТСП и ЦСР, заедно образование и пето институција, Алварано мислам дека беше, да не сгрешам, мислам дека Алварано беше, и тие пет требаше да се направи спојување на сите бази, како дојде од нула, нели, детенцето во здравство, и веќе полека вика целиот систем да го следиме комплетно, ако не остварил право да ги повикаме. Так, да, јасно. Превенција буквално да, за да ги користат сите услуги што ги има на располагање, ама дојде и запре. И никад не се справи. Знаеш како не е тоа, ама тоа за никој не е што ако проектот на Ѓоко. Го напишал. Ѓоко е денес кој Ако е добар проектот, бе тера го до Ќе крај. го истерам до крај. Да. Лич нема да Многу ми е гајле чив бил. Битно е да биде како што треба. 20 години регистар е срамота. Од странството Ма го што регистар, збори на немаме регистар? На се невладини организации, мислам, сојузите што сте вие и дел на невладините организации, ние нема да знаеме колку имаме корисници. Да, апсолутно. Ај сега со знаковен јазик погледни во камера и кажи ве сакам се. Ja te на те сакам, Убаво покажува со рацете не под маса. те чакам то. Одлично. Ето. Хајде бе.